смртта на културата или поточно обидот на поединецот со интелект да го промени светот на анимализација на цивилизацијата. 20 актери на сцена, сценографија од 20 автори, музика во живо. Потапани во ноќта која стана на извезуваниот македонски театарски производ и неверојатно успешната Кавказски круг со креда работени во Прилеп, Мартин Кочовски повторно го најде вистинскиот пат до срцата на љубителите на театарската уметност. Младиот битолчанец, инаку софиски студент, собра комплименти колку за цел живот по синокешната премиера на неговиот грандиозен Баал во Скопскиот драмски театар. Бесмртниот текст на Бертол Брехт, темата која дури и боли од толку што подсетува на општеството во кое живееме. Живата музика на членовите од музичкиот состав Фолтин кои на сцена се мешаа со актерите. Модерниот јазик, мощна оригиналната и раздвижена сценографија беа доволна причина за публиката едва и да дочека да скокне на нозе веднаш по крајот на представата и со извици браво и громогласен аплауз 4 пати да ги врати на сцена актерите и режисерот. Кочовски за својот проект вели дека е поетично оптимистичка представа која е голема не поради екипата, времетраењето или сценографијата, туку поради темата. Зоран Љутков, уметничкиот директор на Драмски, кој во представата го игра насловниот лик Баал, рече дека тој навидом е деструктивна личност, но има оптимизам во неговата идеја да ги промени работите во општеството. Тој ги жртвува најблиските, но и себе си за доброто на светот, рушејќи го светот. Сите кои досега ги гледаа премиерата и предпремиерата на Баал се согласија со изјавата на директорот на Драмски Бранко Ѓурчев дека представата е спектакл кој возбудува и ве остава без див. Веднаш по премиерата, токму на сцената во Драмски, која повеќе од 2,5 часа беше центарот на светот на присутните, екипата на 24 вести сними ексклузивно интервју токму со Мартин Кочовски. Ви пренесуваме дел од него. Какво беше чувството да се работи толкав грандиозен проект со толку актери на сцена, со 20 сценографи, со огромна сценографија, со бенд на сцена? Секој автор кога работи такво нешто се осеќа дури и надценет. Не се работи за 20 сценографи, музика на сцена и така натаму. Се работи за темата, која е многу длабока. И тогаш се создаваат некои вистински работи. А темата захтела 20 сценографи и музика во живо и толку многу актери. А не обратно. Од каде толку идеи, толку инспирација? Освен од темата, од што црпиш енергија, од што црпиш идеи толку? Од мојот протест против општеството. Јас мислам дека македонското општество не е тоа што сакам јас да го видам. Далеко од тоа. И долго време веќе оди во некаква насока која никако не е прифатлива за секој интелектуалец. Како си задоволен по премиерата? Премиерата беше одлична. Од глумците сум презадоволен. Јас со нив ќе работам и понатаму. Ова е само почеток на една голема дружба. Овој театар вистина издржа еден ваков проект, што тешко е да се случи во Македонија. Треба да се има волја огромна и треба да се има капацитет. Овој театар тоа го направи.